Поздрав и од мене. Без разлика дали пиеш виски или жолта, на крајот ќе сфатиш дека животот сепак е гола вода. Без разлика колку си паметен, на крајот ќе сфатиш дека секој си будала, тој си будала на собствен начин. Не е страшно ако си влезен во филм. Страшно е ако си влезен во филм без превод. Конечно, народот ја зеде судбината во своји раци. Почна да клоца. На младите останува светот, на старите Македонија. Ние ги сметавме за крем на општеството, а тие да ти бидат таратор. Сега нешто малку на друга поубава тема, вака по-скокотлива. Убавината на жената не е само во незините нозе. Има и нешто помеѓу. Раката што дава не се суши. Исто е и со еден женски орган. Бракот е затворено струјно коло, се додека не откаже некој отпорник. И нешто да си признавам, умирам за Мара, тоа ме одржува во живот. Долго време беа на иста бранова должина, а потоа должината на комшијата влезе во етерот. И уште еден. На туѓа жена дете не се прави, освен ненамерно. Благодарам. Јас само ќе прочитам уште еден како дополнување за некрофилите на Маријан. Добра де. Некрофил не е жива сила. Машка исповед. Од главата си патиме. Кој од која? Не знам во кој круг на пеколот ќе бидам, ама знам дека во триаголникот на Мара се чувствувам рајски. Синоќа посакав да ја разголам до последно влакно. Предоцна, некој друг веќе ја беше депилирал. Некои луѓе цел живот се вртат во круг, постојано во ист љубовен триаголник. Тој што рекол дека сите жени се исти, сигурно била жена од звидлик. И во Македонија можеш да направиш долгорочна инвестиција, ако си купиш гробно место. Му е зедоа мерката на народот, сега можат слободно да му го скројат. Убеден сум дека сите македонци ќе бидат во рајот. Не е фер и пред и после смртта да живеат во пекол. И уште еден кој постојано го потенцирам, колку да знаете, да влезе во главата на сите, дека политиката не е курва. Педер е. Благодарам.